Најпрво сакам во мое лично име како подпредседател на Стопанската комора и во името на председателот Азески, кој денеска од оправдани причини не можеше да биде тука, да честитам на прекрасната организација на Универзитетот Гоце Делчев од Штип и секако коорганизаторот ние, Стопанската комора, вклучувајќи и општината, на овој инзвореден настан за вмрежување на она што значи подобро утро и подобро утре. Сакам моето обраќање да го почнам со неколку изјави, односно приоритети на Стопанската комора и нема да се придржувам до ова што значи официјален говор. Приоритетите на Стопанската комора изминатите 15 години се поголема и подобра инфраструктура, зголемување на извозот и зголемување на инвестициите. Некој ќе каже што ова има допирна точка денес со образованието. Допирна точка и заеднички именител за да имаме и подобар извоз, и подобра инфраструктура, и подобри инвестиции е она што значи дополнителна додадена вредност, а тоа е човековиот фактор. Затоа, изминативе повеќе од 20 години Стопанската комора многу вложува во креирање на програми, модули и секакви активности кои што се поврзани со образованието. Цениме дека образованието треба да се менува од корен. Вклучени сме во соработка со средните училишта и со средното образование се со цел да продуцираме кадри уште од подолните образовни нивоа, односно кадри кои што ќе имаат пракса и кои што ќе значат моделирање на стручен кадар. Ја изменивме структурата и сликата во дуалното образование. Иако пред 10 година имаше само едно или две училишта кои што навистина имаа стручност, односно пракса, сега има голем број, над 200 компании кои што се вклучени во разни сектори да им овозможат на среднистите пракса, односно стручност онаму кога ќе се вработуваат во компаниите. Навистина денеска сум горда што овдека гледам голем дел од компаниите кои што се одазва на поканата за да дојдат и да се вмрежат со среднистите, значи оние кои што завршуваат средно, меѓутоа и оние кои што се идни студенти, креатори на економскиот развој во нашата држава. Дозволете ми со вас да споделам неколку бројки. Според извештајот на Светска банка за 2023 година, Македонија е рангирана на 23-тото место од група од 25 земји со најмногу емигранти. 40% од високообразовниот кадар во последните 10 години ја има напуштено државата и според индексот на Global Economy е рангирана на 5-то место од 41 европска држава. Но причината за иселување на нашиот кадар не е само платата и тој стандард, туку исто така е образованието, исто така е социјалната категорија, исто така е здравството. Затоа, ние како Стопанска комора, заедно со универзитетите, заедно со образовните институции, но и заедно со владата, сакаме да ја смениме оваа статистика, сакаме да ги смениме овие бројки и сакаме нашите млади кадри да ги задржиме тука. На крајот, дозволете ми да ви посакам добро вмрежување, запознавање со компаниите, меѓутоа исто така да ви кажам и дека Стопанската комора стои на располагање за вмрежување и за пронаоѓање на компании и да ви посакам ваква гужва да има кога се запишувате на факултети, а не пред шалтерите за визи и работни дозвори за напуштање од нашата земја. Ви благодарам уште еднаш и посакувам успешен ден и плодна работа и задржување на кадрите овде.